Се обидуваме да стапиме во врска со градоначалникот на Куманово, господинот Максим Димитриевски. Јас него го гледам на Zoom врската, знам дека е среда некаков состанок. Господин Димитриевски, добро утро, дали се слушаме? Добро утро, Ордановски, се слушаме и се извинувам за малото достиње, бидејќи се не работен состанок. Па, градоначалниче, вие имате густа агенда уште од изутрина. Предпоставам дека со службите или со градските служби или со што ви почнува денот со состаноците? Ево, ако сакате да видите, тука се милјето моментално од село Трнега, кои што имаат одредени проблеми со водоснабдување, па се обидуваме да ги решиме. Јас имам проблеми со тонот. Режија, можеме ли тонот да го подобриме? Оти убаво го гледаме градоначалник Димитриевски, ама тонот не го слушаме. Градоначалниче, ме слушате ли вие мене? Да, јас се слушам одлично. Добро. Тоа е важно, веќе се надевам дека и ние. Кажете ми, имаше ли вчера прослава во Куманово? Ти овдека до рано наутро се славеше по скопски улици. Па нормално кога Македонија победува, сите сме среќни. Вчера Давид го победи Голијат и тоа се докаже и на изборите во Куманово, а сега и Македонија го докаже тоа во фудбал. Како ви се предвидувањата за вторник во Порто? Тој меч вие ќе го добивате допрва во политиката, ама ајде прво да видиме за фудбалов. Па велат кога на човек ќе му тргне, му оди до крај. Така да верувам дека нашите и во Порто ќе направат убедлива победа, бидејќи игра одлично, со солидна тактика и постакувам успех. Бидејќи во овие тешки моменти тоа не направи сите горди како граѓани. Разочарани сме од политика, од сето онаа што се случува со државата, ама ете фудбалерите во вистински момент направија вистински резултати. Морално го кренаа народот во државата, им благодарам од срце за тоа, им честитам на успех. Градоначалниче, ако смеам да останам во истата фудбалска метафора, вие се уште играте катанаџо во Куманово. Се уште сте, како да кажам, се браните цврсто и не дозволувате никаков пробив во вашите редови. Или може би грешам? Па видите, кога се граѓаните, со вас е лесно, кога ќе останете сам е многу тешко. Чувствувам голема граѓанска поддршка и затоа сметам дека можам да од оваа позиција каде што сум првенствено да се посветам на градот, да ги решавам комуналните проблеми, но и да се обидам да креирам едни позитивни политики за Куманово, а и да помогнам во државата во рамките на моите можности. Не е соло игра, се работи за игра на еден сериозен тим кој што успеа да направи резултат во Куманово, да покаже како се менаџира со градот и планираме да продолжиме, да се посветиме на работење на локално ниво, а тоа што можеме да го помогнеме и на државно ниво, ќе да го дадеме својот максимум. Го препознава ли вашата матична партија вашиот успех во Куманово? Па, требаше да го препознаат многу поодамна, но тоа е веќе минато. Значи, сега сум посветен многу повеќе на тоа што ќе се случува, отколку тоа што беше. Има признанија, доаѓаат од сите страни. Имам контакти со многу авторитети, но со многу авторитети и од власта и од опозицијата. Бидејќи сепак излеговме на изборите како граѓански концепт за наше Куманово, кој што бараше поддршка од сите граѓани и едноставно во Куманово секогаш имало, а сега уште повеќе мора да има место за сите. Доста се делевме на политички партии, мора да се делиме само по два основи, а тоа се вредни и мрзливи граѓани, добри и лоши луѓе. Трето не смее да постои воопште. За вас тешко можам да кажам дека треба да ви ги броиме првите 100 дена, бидејќи вие не сте 100 дена, туку сте 4 години плюс 100 дена. Сепак гледам дека опозицијските градоначалници прослави и така натаму, сега веќе се и 120 дена и 150 дена ќе бидат и така натаму. Што правевте во изминатите 3-4 месеци? Кои се оние проекти кои што ви се најважни, а успевате да ги продолжите или можеби и да ги реализирате? Во првите 100 дена имавме, мислам, 40 и повеќе реализирани проекти, бидејќи сепак имавме континуитет, а всушност и сите оние проекти кои што беа кочени, особено од страна на одредени представници на централната власт во предизборниот и изборниот период се реализира веднаш во
изборите и покажаме голема ефективност и реализација на голем број на проекти во првите 100 дена. Во моментов се работи интензивно. Во Куманово работиме неколку капитални проекти, особено во централното градско подрачје, со решавање на една од главните раскрсници во градот и изградба на нов кружен тек на булеварот Трета Македонска со булеварот Октомврска револуција и конечно дојдовме и отпочнаме со реконструкција на стариот градски парк во градот, кај што буквално сите генерации на кумановци поминаа и израсна, и тој ќе го трансформираме во еден модерен, урбан, смарт парк. Реализираме голем број на други поситни инфраструктурни проекти, бекатонирање на улици, асфалтирање на улици, дел од фекална атмосферска канализација и инсталација на нова водоводна мрежа, но секако како општина се соочуваме и со сите проблеми кои што ги имаат останатите општини, бидејќи сме директно погодени како општини од енергетската криза. Паралелно со тоа интензивно работиме и на реконструкција на училиштата, успеаме да ги реконструираме сите средни училишта, бараме решение и за училиштето Сами Прешери, гимназијата на албански наставен јазик, веќе имаме консензус по тоа прашање и дополнително влеговме во реконструкција на одредени основни училиште, а во следниот период од делот на училиштата ќе се обидеме средствата кои што ги имаме на располагање да ги инвестираме во инсталација на фотоволтаични панели како би постигнале повисоко ниво на заштита во електричната енергија, бидејќи тоа е главниот проблем. На Куманово само ќе му недостасуваат над 20 милиони денари оваа година за да ја платиме струјата во училиштата, бидејќи гледам дека во моментов власта се уште нема решение како согласно законот да ги плати по блок дотации тие средства на општините, значи ќе мораме во овој момент да се снаоѓаме сами како знаеме и умееме. Ја држите линијата на ЗЕЛС, бидејќи гледам дека и ЗЕЛС е на слична линија, вегат власта централна треба да се погрижи за плаќање барем на енергетските сметки во училиштата и така натаму, нешто од тоа е и по централната власт, се разбира. Овие од владата велат работиме на проблемата, ма ќе треба и општините да штедат. Штедите ли градоначалниче во вашата општина, бидејќи таа тема барем за владава под притисок на опозицијата стана една прилично, како да кажем, топ тема во последниве 10 дена. Вие успевате ли нешто да штедите во Кумановската општина? Апсолутно. Во последните 4 години, ако пред 4 години Куманово беше третата најзадолжена општина во државата, прва е Охрид, втора е Тетово, трето место го делевме со општина Карпош, должиме некаде над 11,5 милиони евра, успеавме во 4 години да ги вратиме сите тие средства. Најголем дел од собствени приходи и дополнително во овој момент Куманово има, да го видам извод сега, 214 милиони 309 хиљади 864 денари, и тоа се некаде од 3,5 милиони евра. Сите обврски кондобавувачите ни се платени и со овие средства планираме да ги платиме следните инвестиции согласно капиталната развојна програма на општината. Многу пати ме прашуваат како го постигнувавте и како го постигнавте тоа, благодарејќи на мојот тим и секако на лојалноста на граѓаните кои што свесно и ревносно ги плаќаат своите обврски кон општината, што значи во еден мајсторски жаргон кажано ја намаливме потрошувачката, а ја зголемивме брзината и Куманово е една од најпозитивните општини во моментов со најпозитивен биланс, но да се вратам на ставовите на ЗЕЛС. Ставовите на ЗЕЛС ги поддржувам во целост, бидејќи согласно законот за финансирање на единиците на локални самоуправи и законот за локална самоуправа, сите пренесени надлежности кои што доаѓаат од централно на локално ниво треба да бидат финансирани од државата и од државниот буџет. Бидејќи образованието, детската заштита, детските градинки, старечките домови, се институциите кои што се пренесени од централно на локално ниво на власт, тогаш државата ја има таа обврска. Во спротивно, доколку се нема сенс за такво нешто, во секој момент сме ние, барем јас како општина, подготвени да овие институции ги вратиме назад на менеджирање на централната власт
бидејќи ние во моментов трошиме сериозни средства и пари од нашите локални буџети, од даноците и таксите кои што ги плаќаат граѓаните, за да инвестираме и правиме капитални инвестиции токму во овие сегменти на пренесени надлежности. Или преведено тоа значи, ќе скратиме на изградба на улици, патишта и друга инфраструктура, а парите ги насочуваме за да инвестираме во реконструкција на училишта, кои што по 60 години една шајка не е закована, така да мислам дека треба да се има многу повисоко ниво на свест и најмалку што очекувам од мојот сограѓанин Ковачевски е час поскоро да не покани во владата, заедно со председателката на ЗЕЛ, дел од членовите на управниот одбор, да разговараме за овој проблем и да најдеме решение. Тоа значи, општините не бараат помош, туку општините бараат само да се почитува законот и да се трансферира доволен износ на средства. На овој начин Македонија на патот на децентрализацијата на власта стагнира. Ве пуштам подолго да одговорите, бидејќи вие разбирам маката, се ми е јасно, ситуацијата не е лесна, веројатно ни на централно ниво. Ова што вие го говорите, како се рефлектира на работата на Советот на општината? Имате ли поддршка за овие ваши ставови и од мнозинството на советниците? Па да, ние бидејќи имаме независна советничка листа, на самиот почеток дадовме можност на сите политички субјекти да се вклучат во мнозинството. Јас и го со препорака да влезат сите во мнозинството, да не се занимаваме со политика, туку да ги обединиме изборните програми, а да ја оставиме политиката да се води на централно ниво. Во истиот момент бев одбиен од моите поранешни сопартици од СДСМ, што значи бев принуден да направам мнозинство од останатите членови во Советот. Како поминува времето, свеста за овој концепт е се поголема и мене тоа ми е многу мило. Многу пати голем број на одлуки поминуваат и со консензус, многу помалку со взаемно надгласување, но како и да е, знаете, кога политиката сака да ги меша своите прсти, секој знае да се направи раздор или пак да се политизира на седниците. Најбитно за мене е она што излегува како одлука на Советот да е во функција на граѓаните на општина Куманово. Куманово сака да го смени својот лик. Граѓанче, ве слушам, знам дека имате уште малку време, ги ценам и вашите гости таму, бидејќи тие имаат мака, дошле да решат некој проблем, но цело време говорите како да кажем, од една менаџерска, а не од една политичка позиција. Се доживувате себе повеќе како човек кој што треба само да решава проблеми или човек кој што има и некаква визија политичка, па конечно и не само за Куманово, туку можеби и за надворот Куманово, да речеме за почеток во вашата партија, ако се уште таа партија ви е ваша партија, па може би повеќе од тоа. Па да, позицијата на градоначалникот е менаџерска позиција. Општината е како да менаџирате една голема компанија и затоа и сметам дека првенствено треба да биде менаџера, потоа и политичар. Од политиката ние како граѓани големо фајде не видовме во сите овие 20-30 години независна Македонија и затоа сметам дека мора конечно во општеството вистинските менаџери и професионалци да добијат можност и да ја приближат и државата, а нормално и општините напред, бидејќи системот е поприлично кородиран. Ме прашавте за моите политички амбиции. Да, секако сум и политичар, но ќе се водам врз база на пораките кои што ги примам од граѓаните. Еве, например, токму овие луѓе тука кои што денеска се кај мене во кабинетот, се еден дел од тие кои што треба да ги испратат пораките, доколку јас како човек сметам дека треба да се придвижам и да се вклучам директно во централната политика на национално ниво, тогаш ќе ја прифатам нивната порака. Што се однесува до поранешната партија, јас секогаш отворено сум говорил на таа тема без никакво тактизирање. Јас никогаш не излегов од партијата, ниту пак се откажав од неа, но за жал и тогашното раководство, а и најголем дел од сегашното раководство амблок се откажа од мене, бидејќи тие луѓе не сметаа дека им се потребни луѓе со собствени ставови, видување и идеи, туку
им се потребни луѓе кои што по принципот на чист гол клиентелизам и покажување на лојалност подолно одредени авторитети се обидуваат да се наметнат во Димитриевски, партија. зошто не направите своја партија тогаш? Очигледно дека имате голема поддршка, ако помине концептов за една изборна единица, тоа е голема неизвестно се разбира, но има и помали партии кои што собираат значајна поддршка од граѓаните. Размислувате за правење своја собствена партија? Па веќе ви го дадов тој одговор. Значи пораката од граѓаните треба првенствено да пристигне, а дополнително таа идеја не е исклучена. Оваа држава има голем број на паметни луѓе кои што може да ја поведат и да тргнат. Воопшто не сум оптеретен кој би бил прв, туку првенствено да се создаде еден сериозен тим кој што ќе ги предвиđи работите во општеството. Значи Македонија заслужува многу повеќе од ова што во моментов се случува, првенствено и на домашен, но и на меѓународен план. Максим Димитриевски, благодарам како и секојаш многу гледан, многу, како да кажем, артикулиран за тоа што е, а и помалку тврдоглав. Тоа останува како една политичка карактеристика која може би ви носи вакви симпатии какви што ги имате. Па еве, сосема за крај ќе ве коригирам. Упорен до тврдоглавост, но никогаш тврдоглав. Благодарам Максим Димитриевски, директор од Куманово, од состанокот каде што решава проблеми на граѓаните. Иако морам да кажам, Максим, уште 30 секунди, рековте 40 на проекти за 100 дена, ВМРО-вците прават барем по 250 проекти, и тие направија над 1000 со 40 градоначалници. Нешто сте лош со просекот, како што гледам. Не би ве прибиве таму за градоначалник. Јас посакувам останатите колеги да успеат да направат и многу повеќе од тоа што ние успеавме во изминатите 4 години, да го направиме без разлика кој од која партија доаѓа. Вие моите политички убедувања ги знаете, мислам не ви сакал да се повторувам и посакувам успех на сите. Сепак, локалните проблеми се проблеми, ги чувствуваме сите, а кој на која политичка партија припаѓа, тоа е веќе индивидуално. Онаа што е најбитно да ги устречиме од позициите кои што ги добиваме од граѓаните, нашите граѓани во овој конкретен пример да најдеме решение за проблемите во село Тромеѓа со водоснабдување, кои што граѓаните го имаат веќе со години, а за жал има голем број на такви села во нашиот град и во нашата општина. Максим Димитриевски, благодарам, не ве држам повеќе. Благодарам за ова утринско гостување. Па се гледаме и во Куманово. Се надевам ќе најдете некое време и за кафе пиење, не само за состаноци.